Стефановски. Благодаря, председател. Господине градоначалник, и трябва сериозно да размислиме сите да се преформулира функцията на овие 19 луѓе што седат позади вас. Тие се съветници на градоначалникот. А јас за изминатата година не чув нито еден совет од страна на советниците што се од страна на власта. Ние неколкумина од опозиционерите се обидуваме да укажеме на некои грешки, да дадеме своји идеи во вид на совет. Иако тешко некој може вас да ве советува. И сето тоа така се поминува како на едно уши да не слуши. Значи, да не бидеме сватени одмah погрешно те или опозиции и само контра нешто. Значи нешто кога гледаме не ми се допаѓа, мислиме дека има подобро решение и даваме одмah идеја за тоа. И ви укажуваме дека тоа не е добро и би требало вие да размислите за тоа, ако не да го прифатите, не ли барем да размислите. Ова вака што го правите како што се поставени работите, се вика авторитарно владење. Значи само вие си размислувате како сакате, така да изгласа. Нема потреба ни материјали да правите. Минатата седмица имавме расправа за буџето, госпоѓо Хаджиева. И вие сте заборавили дека бевме на семинар за усвојување на буџето. Па тамо добро не обучихте и сега можеме да видиме работи што порано и не ги гледате. Да си игравте весела математика, по-убаво ќе беше. А вие копи-паст. Минатиот пат давахме забелешки во врска со... Не ли имаше расправа? Давахме забелешки. Па да ви кажем, дури и мене ме убедихте кога климате со главата на моите забелешки и си помислив дека се во ред и дека ќе вложите напор да поправите некој од нив. Ама не е ништо поправено. Ја ќе се задржам на делот што најмногу ме тангира од основното образование. Да ги повторам забелешките од расправата што беа за буџето и истите ставки па на исто место се стави. Минатиот пат имав забелешка за материјали и сите инвентар. Наставно образовни помагала беа 95.000, сега пак се припишени 95.000. Минатата година биле 660.000. Вие сте напишали во нови дека биле 700, ама приближно. Значи 95, се исто припишено. Средства за одржување хигиена 230.000 за сите школи за цела година. А бара санитарно инспектор ќе сели на секој петък да се става од целата школа, а со 2000 денар имат секоја школа месечно за таа намена. И сапун не може да купат, а камо ли тоалет хартија. Средства училишни материјали нема никаде. Биле лани 220.000, сега нема ни банка. Веројатно директорите ќе се снајдат за овие. Како планираме унапредување на образованието, ако немаме основни училишни материјали и средства и помагала? Ова другото си е па исто да не го повтарам, превозни услуги, препишано, копирање, печатање, тоа веќе ќе го забравяме по школите, секој наставник ќе си плаќа од джеп, овие испити се препишани комунални услуги и да не се повторувам натаму, што и да кажем испити. Вие само да знаете дека има и такви што ги читат овие материјали. Иако се неколку на број, само на една рака може да се избројат на прстите, ама сепак се гледа дека не ви играле што ќе кажеме ние, колку и да е некој паметен, па ќе го слушне мислењето на другиот него. Две глави по-добро размислуват од едно. Ова тука машинерија, само да се изгласа нешто. Има и убави работи, ние сме спремни да ги пофанеме кој ќе дојдат на ретава. На тај начин да знаете дека нема да замолчи, а пак што видам него, ова пак ќе се каже. И срекна нова година. Благодаря, председателе. Благодарам на вас. Сега поздрав за колегата од страната што е на власта, што иде за да каже тука. Ме подсети на песната "Буди се исток и запад". Само градоначалниче, ова е добро, само да не изпадне на крај бато, доста ме брани, како што одат работите. Колегата Галачев препознал популизам во нашите дискусии, а самиот употреби двојна доза на популизам. Се почувствувал навреден од некој од нас, а двојно ги навреди колеги. Кажувате овде, колега, за концепции, ама едната концепција има план,
и програма, а другата нема план и програма. Има ли логика това? Значи, вие сте паметните, имате концепция с програма, а вие другите имат концепция, а нямат програма. Како е правена тази концепция? Вие, рече колежката, я прочитала програмата на градоначалника. А камо ли нашите програми? А вие изгледа, освен портокаловата боя, други не смеете да читате. Има и други програми. Ово заключенията, шо ако биле повече пари. Какво шо ако биле повече пари? Главният проблем беше на фирмата от Скопие, дека за тия пари не може да ги върши тия услуги. Значи може би сагат повече пари. И така натаму, ова трябваше да биде малко така и по-свечена седмица, яко е работна, най-важният отдел тук, Буджитов, малко по-час. Мегито ова не ми се допага от ваша страна, исто аз съм навреден малко от вас. И спай дека ние на гости идеме тук. Како може да кажете дека не учествувам у разправи? Айде ги вратиме снимките, ја ви гарантирам дека соодносот е 10:1 у минутажа, ако не е. Или вашето едно излегување се броje, а ова другото ќе сечеме лентата, тamo не се важи. Па ние до сега имаме повеќе дискутирано, отколку вие за повеќе години. И тоа не било добро, немало програма, само едното било добро. И сега ако вземете нещо от кај нас, не ли може да се компонира некако тамо да се, некој финеси поправа. А не може 100% само вашата програма да е добра, а ова другото нищо да не чини. И ајде да не да задржам много. Шо и да се каже, тука исто е. Ама има луѓе што слушат и што разбират по нешто. После кога ќе видат грешките на Виделина, пак е да подсетим дека ви рекохме, дека така ќе биде. Благодаря.